Со танго, концертот на камерниот состав Виварт и ликовниот перформанс на академската сликарка Андијана Мациев во петокот вечерта во Кочани почна културната манифестација Петровденски конаци. 4-члениот ансамбл со карактеристичен звук и тонска боја, во чиј состав се мецо-сопранот Александра Коцевска, пианистката Билјана Петровска, виолинистката Милена Тодоровска-Мурговски и контрабасистот Зоран Павловски, на настапот пред кочанската публика направи одлична комбинација на класичната школа и на популарната музика. За настапот во Кочани членовите на Виварт одбраат дела на Карузо, Освалдо, Сантос, Мартини и други класични автори. Од име на општина Кочани, која е организатор на манифестацијата, градоначалникот Никол Чуилиев ја прогласи за отворена и рече дека е планирана богата програма со различни содржини, токму по повод Петровден, празникот на Кочани. Со намера да ја освежиме традицијата на одбележувањето на овој празник, веќе по 13 пат општина Кочани заедно со Центарот за култура Бели Мугри и Министерството за култура ја организираат културната манифестација Петровденски конаци. Со оваа манифестација сакаме Кочани да го исполниме со духот на традицијата и преку културно-уметничката програма да ги споиме исконското и современото, да им ги отвориме портите на добронамерните и на уметниците. Во саботата, во рамки на програмата на Петровденски конаци, беше отворена интерактивна изложба на авторката Надица Атанасова од Кочани под наслов «Организам со волја и страст за себе утврдување». Ова ми е прва изложба и не случајно тука во нашиот град. Беше отварањето затоа што сакам публиката да даде добра критика и да види нешто што е необично, да биде надвор од своето секојдневие, да се впушти во некоја авантура, да може низ овие движења и низ овие емоции да види нешто подлабоко во човечкото битие. На реализацијата на интерактивната изложба, што била инспирирана од прашањето што може да се научи од скршен сад, Атанасова работела со кочански уметници Наталија Теодосиева и Михаил Митев, како и со Васко Цветанов и Александра Пандева. Јас и Нада сме другарки многу одамна и јас имам многу голема доверба во нејзе и не ми беше никаков проблем да имам било каква фацијална експресија или емоција. И морам да кажам дека емоцијата на сликата не е само направена поза, него и вистински ја чувствував затоа што и двете имаме поминато некој сличен пат, како и секој човек, кога човекот ќе биде скршен или повреден, поминува одредена фаза, така расте, така станува поубав, така станува позрел и некако двете се најдовме на истиот пат, оздравевме, созреавме, се залепивме со злато и дојавме до ова. Како продолжение на интерактивната изложба на Атанасова, се одржа и ликовна колонија со интерактивен перформанс на кој учествуваа повеќе академски сликари. Тие твореа по инспирација од Кочани. Своите слики ги работеа на отворен простор на западната страна од Центарот за култура, покрај кеот на Кочанска река. Во неделата вечерта на Петровденски конаци свој концерт имаше худ со учество на Никарат, а манифестацијата продолжива и во наредните денови. На програмата се етно изложба и фолклорен концерт, а во вторник во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри ќе гостува актерката Весна Петрушевска со представата Влези, не се соблакај.